Андријана Јаневска повеќе од 20 години е на музичката сцена. Професорката по виолина, која што во последно време и моторџинка, денеска гостинка со мене во студиото на Репортер. Андријана, добре дојде. Здрава, Сандра. Ти благодарам што прифати поканата и прво што сакам да те прашам и да ти честитам всушност дека вчера си вонреден професор на факултетот за музичка уметност, така? Да. Колку време си професор и како се станува вонреден професор? Вака, значи, тоа си е процедура, нели? За наставно научно звање, на секој 5 години има реизбор. Прво бев, нели, доцент и поминаа 5 години, меѓутоа секако дека треба да се исполнат одредени критериуми. И после 5 години, значи, се поднесуваат повторно документи, така што еве сега дојде тој момент за вонреден професор. Честитки за вонредниот професор. Недавно беше дел од манифестацијата Златна бомара на популарноста. Прво настапи со Владко Стефановски, после настапи со Наум Петровски. И Софис. Со кого е потешко или полесно се пее, со Владко или со Наум? Добро, интересно прашање. Супер ми беше, мислам и со двајцата, заради тоа што и тројцата всушност и Фис, заради тоа што се навистина врвни професионалци и многу е лесно. Еве, ако ти кажам дека со Владко не ни пробавме, значи нема да ти се верува, затоа што првичната идеја беше да настапи сам. Меѓутоа, мене Ранко ме покани да му доделам награда на ФИС и меѓу другото и на Наум, нели? И кога се видовме таму, на Владко му дојде идеја, нели, да настапам заедно со него и навистина долги години соработуваме и се почитуваме. И велам зашто да не. Меѓутоа, кога излегов на сцената, тоа беше нешто сосема друго, бидејќи салата е огромна. Некако, како да кажам, јас од мој аспект сега гледана, малку имав трема заради тоа што не знам дали е технички добро отпеано. Потоа, мислам, тоа во салата ништо не се слуша, меѓутоа на телевизија се слушаат и најмали фалшови. И така, меѓутоа, кога видов после дека се било во ред, малце се опуштив. Значи супер беше, мислам дека. А со Наум, ова сега за Владко ми кажа, со Наум веќе пееше народна. Да, добро, со Наум тој требаше, како да кажам, бидејќи зема награда да биде главната звезда, затоа и така со Сашко седевме, нели, на маса. Да, го земавте вниманието со Сашко на маса. Да, тоа ни беше, да речам, изрежирано, значи така беше осмислено и мислам дека навистина убаво беше, интересно. После Златна бомара беа мајски оперски вечери, и тогаш го договаравме интервју, рече чекате, молам да поминат, па ќе. Точно така. Гледам какви се импресиите, затоа што лани не се одржуваа, нели, ради пандемијата, да. Значи мај за секој што работи во опера е, како да кажам, исто како за книговодител, завршни сметки кога прави. Добра компарација. Значи хорор, да, знам, бидејќи мајка ми беше книговодител, навистина многу исцрпен период за сите кои што работиме во операта, заради тоа исцрпувачки, заради тоа што секојдневно имате проби, да речеме, за следната представа, па после представа нема пауза, веднаш се спремате за новата представа. А јас пак во исто време и со моите ученици од училиштето подготвувам завршен концерт и некако се ми се собра во исто време. Меѓутоа, мислам дека дадовме одлични представи, имаше многу добри солисти, гости и диригенти. И некако така ми се допаѓа што малце се крена духот, да кажам, на македонски. Добро, ги спомна учениците, ги спомна студентите, каква професорка си, строга, не си, што велат твоите студенти за тебе или? Па мислам дека не сум искрена, заради тоа што јас од друг аспект малце поаѓам, освен што треба децата или студентите без разлика да научат, мислам, тоа е, да речеме, главната цел, меѓутоа треба повеќе да сте психолог, добар, за да ги процените. Па ќе почнеме и од едноставно нешто, моменталното расположение, да кажеме, на секое дете, го гледаш нешто е тажно или нерасположен, значи не е сега по секоја цена. Јас затоа викам, ако некој нешто не знае, 90% е вина на наставникот, на професорот, мора да најдете начин вие, како да го заинтересирате и како да научи. Значи, мислам дека не сум строга, гледам да сум се поставам како да сум другар со нив, и сакам да го сакаат тоа што го прават. Во најавата кажав професорка по виолина, попеачка, ами и моторџика. Од каде љубовта кон моторите, кога купи мотор? Стари, прво како реши да купиш мотор? Значи многу, како да кажам, случајно. Не беше случајно. Мислам, усвари така ќе испадне на крај заради тоа што не сум например татко ми не е моторџија, обично викаат немек татко така моторџија и децава ќе наследат.
И сите ме прашуваат дали некој во фамилијава. Меѓутоа, кумот мој е моторџија, значи на Гино најдобриот пријател, и доаѓаше кај нас, значи откако сме ние заедно, можда 10 години, не знам, цело време со моторот. Никогаш не ми текнало, не знам да пробам или не знам, не сум имала никогаш желба да возам мотор. Што ми текна пред 2 години, така 2020 беше, само што почна пандемијата, седевме во двор, мај месец беше, и викам, ајде да го пробам моторот, и тогаш цвртевме еден круг по Швардовци, нели се повозев, малку ме повозе, и видов дека тоа дефинитивно е за мене, затоа што така имам таков дух слободен и едноставно и уживаш додека се возиш, си гледаш низ природа, супер, стварно. И добро, тоа беше пресудно за еден месец, значи од идеја до реализација. Тоа беше, ајде да кажеме вака, 1 јуни, од прилика на 30 јуни веќе имав положено, земено дозвола и купено мотор. Значи во меѓувреме нели посетував настава, таму се чудеа малку затоа што претходно ни скутер нема возено, ништо, значи директно. Добро, фатирет одма од прва или од прва фатирет, мислам кога седнав, тогаш ми текна, викам што правам. Значи кога отидов таму на часовиве, нели? Меѓутоа не беше страшно. Прво што мотор имаш, што мотор возиш? Прво да кажам дека е пресудно тоа што 20 години имам возачка дозвола од Б категорија. Значи не е баш се препорачливо одма сите младиве одма да возат мотор, затоа што јас со 16 очи отворени возам. Ете така малку. Да, значи стварно е тоа многу важно затоа што едноставно имам 20 години искуство претходно како возач, нели? И тука кај нас во Скопје многу знаеме, не ги почитуваат моторџије. Немаат осет колку брзо или бавно возиш. Значи, например, си возиш нели нормално и излегува пред тебе или така. Значи, тоа е малце незгодно, не можеш да изреагираш на време, затоа мора многу внимателно да се вози. Имам Honda CBF 600 и не ја менувам сега. Што значи тоа за ние што не знаеме, не се разбираме од мотори? Тоа е голем мотор, да кажеме, над 500 кубика за кој што треба А категорија, нели? И мислам дека супер ми легна некако моторов. Затоа што и тоа е многу важно. Важно е да имате висина, стабилност додека нели го возите и така. Добро што ти рече сопругот кога реши да купиш мотор. И сопругот и татко ми малку беа против, морам да кажам. И ме разубедува скутер да земам, нели, така нешто полесно, меѓутоа викам се или мотор ќе возам или не возам. Нема да возам, да. Така. Добро, која е најдолгата дестинација на која што си била, патуваш со мотор? Вака, не. Значи не сум била на Борат Македонија, меѓутоа сега правиме некои планови. Прво сами не се вози се, пак треба да имаш некое друштво. Кај нас женски мотоклуб, колку што знам, нема. Во машките мотоклубови не примаат женски. И така што сега за сега е соло вака низ град, меѓутоа окей тоа. Добро, колку тоа ти го промени стилот на облекување, не знам како се облекуваш кога возиш мотор. Вака, значи јас децава сега ме потсети кога бев на Бубамара и децава ме викаат: "Леле, колку бевте убава на Бубамара", пошто секој ден ме гледат во фармерки и во патики и им се видов различна. Значи јас сум така обичен тип, како да кажам. Значи во секојдневието носам фармерки, патики, кога возам мотор исто некогаш со фармерки, мајца летно време сега. Меѓутоа сепак кацига нели мора да се носи, пак некоја соодветна опрема мора да се има. Значи за половината не се оди баш така. Да. Во една пригода ми кажа, кога го купи моторот, се сеќавам дека ти се јавив и ти поверав и тогаш изјави ми рече: "Ама знаеш, тие што ме познаваат па и не им падна многу чудно, а и сакам да учествувам во осмомартовската трка." Да, ама таа е со коли. Со коли. Тука ми се наметнува прашањето дека ти си ствари љубител на Формула 1, така? Страствен љубител. Од каде љубовта кон? Па сега вака, значи тоа е природно, мислам дека, затоа што јас уште од мала, да речам, баш на 9-10 години, значи имав желба да возам. Значи на татко ми нонстоп му барав да возам и така. Тоа се гледа веројатно уште додека е мало детева дека има желба. И вежбавме во Сара и таму на тие некои ливади кај што нема нели луѓе и така натаму. Така што од мала навистина многу сакам да возам. Меѓутоа општо сум љубител на сите спортови и ги следам колку што можам. Најмногу на Формула 1, навивам за Ферари. Знаеме. За Леклер. Да. И ама одамна уште, така што да не мислат сега новиве дека така докажи си, да. Навива филани во минатата сезона кога беа слаби. Така што тоа е од прилика. Значи сакам воопшто
сите видови на спорт. Па да, еве кога сме кај пасиве твои за кои што зборуваме, знам дека игра шах. Да. Беше потпорол на Бев, Шаховската да. федерација, не си повеќе? Па не затоа што откако се родија децава. Така, од каде љубовта сега кон шахот, со колку најдолго ти траела партија, дали се нервираш кога Многу, затоа не можеш да да матираш? играм. Да. И за шах треба да си смирен реално. Дефинитивно да. Значи, исто од мала сакам да играм, со дедо ми најмногу игравме, меѓутоа немаше тогаш шаховски школи како сега што има на пример. Која ми е најдолгата партија во Струга на државното првенство? Играв со еден постар господин и сега, значи, пишува А. Јаневска, значи на таблата до мене. Господинот не ме препознал, мислел дека сум Александра Јаневска, која во тој момент мислам дека, сега не знам во тој момент дали беше државен првак или така нешто. И баш беше запнат да ме победи, нели? Се играше во мешана конкуренција, машки и женски, нели? И тоа беше многу долга исцрпувачка партија, можда 3-4 сати сигурно игравме. И веќе ме фати така наречено шаховско слепило, кога така ти се привидува. Ти привидувате, да, од толку долго предање веќе. Да, се уморив. Ме фати да кажеме на кондиција, инаку знаев јас претходно дека ќе играм со него. Дури со тренерот сите партии негови ги изанализиравме. Имавме тренинзи претходно, знаев како ќе се отвори и така натаму. Го вежбав и отварањето се, значи, и се беше супер до еден момент кај што више на кондиција ме фати, пошто постар човек нели играл. И така, и тогаш само што пипнав фигурата, значи не ја ни мрднав, видов дека немам, мислам дека е погрешно тоа, дека ќе изгубам фигура. И се изнервирав многу, не можев значи да играм понатаму, да. Не, меѓутоа толку се деконцентрирав и се предадов. Мислам, тренерот вика, ајде играј, демек и без фигура може да се игра. Меѓутоа секој што, да речам, професионално игра шах, знае дека и пион да имаш помалку е катастрофа во професионалниот шах, а камоли фигура. И така, не можев да тоа играм едноставно. Поштено си ме така. Добро, уште едно прашање само околу шахот, кој ти носи среќа, белите или црните? Па добро, со бели теоретски е, да речам, теоретски е подобро. Ако играат и двајцата исто добро, белиот би победил, нели, пошто игра прв. Време на пандемијата имаше на социјалните мрежи во Охрид како... Еве, тоа. Таман се погоди, еве. Ова со таткови, фаќаме риба тука. Сега те прашав, се сликаше само за се рибареше за сликање или стварно си, да? Не, исто од деца, нонстоп. Мислам, тоа е спортски риболов, не сега ние не знам што да правиме, да фаќаме. Без оглед, не оди секој на риболов, еве. Точно, да. Нели тоа малку, све некој досади. А јас не сум тоа го пит. Па не личиш, да. Па добро, ме смирува. Едноставно, еве тоа лето баш со татко ми со чамецот гумен, има гино еден гумен војнички чамец од неговиот татко. И мислам дека, не знам, цел ден останавме на чамецон. Уловивте ли барем нешто? Па добро, да, ситни некои рибчиња. Меѓутоа, па е тоа, фати пушти, нели? Тоа е повеќе заради задоволство и да се успокоиш, како еве да кажам, како хоби некое. Одна што го знам за тебе исто дека живееш во Бардовци, нели? Дека уживаш во редување на тоа да, вистина. И тоа многу ме смирува. Да. И добро, колку време ти треба за да го уредиш да биде идеален како ти? Па тоа сега косиш трева, садиш цвеќиња. Гино ја коси тревата, а јас сум одговорна за цвеќињата. Секој са бајле кога ќе станам, нели со кафето си ги вадам цвеќињата. Затоа што не е само вадење, треба нели суви некои гранчиња, листови така да се исчистат. Меѓутоа тоа не ми представува, не го гледам како обврска, туку си уживам едноставно, затоа што сакам да ми биде убава. Сакам природа. И се што е поврзано со природата, дали се цвеќиња, дали е, не знам, шетање по нивите таму низ Бардовци и така. Го спомна неколку пати Гино, 15 години, знам дека е постар од тебе, колку години сте во брак? Па од 2009, крај на 2009, значи 13 години, така ќе му биде. Па ај сега ќе те прашам, Монце, како почна љубовта, неодамна сподели една фотографија за годишница од брак, стално ти го следиме, тој вика што дечко игравме чочек пред неколку години во Континентал, стварно играте чочек. И стварно значи практично крајот на 2009 не беше регистрацијата, граѓанскиот брак, а после тоа летото правевме свадба за орото, нели? Меѓутоа и свадбата во црква во Свети Димитрија се венчавме. И затоа си славиме нели 2 годиштини. Една летоска, една. Така 2 годиштини славиш, точно. Мислам во таа смисла се 2 годиштини, онако нели се важи граѓанскиот брак. Мислам дека важно е
едноставно добро да се разбирате Так. меѓу себе, да има некој флуид, нели, и да ја почитува твојата професија. Заради тоа мислам добро е што е музичар, мислам тој е инженер по занимање, меѓутоа си е музичар, се бави со Так. музика. Како почна љубовта? Така се запознавме во бистрото на Македонска опера и балет, значи прво другарски нешто беше и така натаму, меѓутоа после видовме дека навистина си одговараме, пошто ме засмејуваше некако Тоа е цело најважно. време, да. Тоа мислам дека е најважно и до ден денес е така. Така. И тоа е тоа мислам дека што И добро, како функционираат, ви имате и заедничко студио, Да. како функционираат сега двајца музичари во време на пандемијата, еве да речеме во тој период па и немавте некои работа. настапи да работа сега и колку Да. па тогаш го искористивте времето за компонирање и колку си се мешате еден на друг кога правите некоја песна, не знам. да, значи Кога ескалира? Вака, значи не ескалира, многу интересно, да, Браво. затоа што некако си знаеме кој за што е задолжен. Так. Тоа е, мислам дека е клучот. Значи, на пример, ако треба да се снимаат вокали или нешто така, јас да речам кажувам како би требало, што е нормално, затоа Так. што јас на пример појма немам гитара како треба да се отсвири, мислам нешто знам, ама не можам да знам колку гино. И нема што сега јас да кажувам како треба, него му викам дека треба да се отсвири гитара или бас, да речеме, и доаѓа и отсвирува. Значи, тоа е многу едноставно, нема тука некои, не знам, спектакли сега. И ако имам нека идеја, чисто за да му биде полесно, и на тој начин функционираме. Дали си домакинка, дали готвиш? Кај нас свекрва ми готви, А, мислам така? не дека не сум домакинка, туку така ни е редот дома, значи исто како преска што кажавме, како со Гино што си имаме направено некај и тоа без борење е тој ред. Значи секој си знае што си прави во куќата бидејќи Така. ние заедно живееме со Така. свекрвата. Така сме си од сам Сега старт да те некако прашувам во договорени. каков однос си со свекрва? Супер, во Ете многу така. добар однос. На одмор одиме заедно и О, така. браво. Ни се чудат сите. Е, па добро, сега. Со кој памет за свекрва ти одиш на одмор. Меѓутоа, стварно, супер е жената, мислам, Так. до сега не сме се скарале ни еднаш, ајде живееме веќе 12 години заедно и не знам како мајка си ја доживувам и супер ни е односот. Убаво е ова да се слушне. Добро, а синовите наследија ли? Знам дека едниот беше јутјубер, уште е јутјубер или или тоа беше така некој Па обидо? фази се тоа, детски фази. И да. некои двајцата одат во музичко во Епа, Илија добро. Николовски и Луи. И големиот кажав свири пијано, малото сега ќе почне виолина од септември, па ќе видиме што ќе биде, дали ќе продолжи. Сега во денешно време малку е тешко, затоа што денешниве деца не растат исто како ние кога растевме, некако се сакаат на брзина Така. и немаат трпение. Тоа е тоа што недостасува, па се надевам ќе успееме да речеме, зашто виолина навистина е многу тежок инструмент и бара многу трпение. Добро, од каде те во љубовта кон виолината? Па немав некоја љубов кога почнував, морам да признам, сакав да свирам пијано. А, добро, сите сакаат пијано. Да, сакав и јас така. пијано да свирам, меѓутоа на професорите го наговориле татко ми, ќе свири виолина и готово. И сега татко ми и мајка ми не се музичари, нели, не се разбираат како ќе кажат наставниците така, нели, авторитет. И така се сеќам дека плачев кај него во скут, неќам виолина и така. И сега он тука се најде во небрано што да прави, дали нели мене да ме послуша или професориве. Так. На крај се разубедивме некако дека ќе ни дале виолина од школото, ќе била без пари, клавир ќе требало да сме купувале, бил многу скап. Те фатиле на пинта. Да, и така некако почнав. Меѓутоа, од денешен аспект, воопшто не жалам, бидејќи прва виолината можеш да си ја носиш секаде со тебе, за разлика од клавирот. Или харфа, да речеме. Да, замисли, да. Второ, научив во меѓувреме и клавир да свирам, бидејќи во средно музичко е задолжително да се свири пијано. И практично сега знам два Стана инструмента. професорка по виолина, што е најважно, се исплатила виолината. Да. Ја спомна сега тука мајка ти, сега тука ми се наметна тоа прашање пред 2 години или 3? 3 години како почина мајка ти. Знам дека човек се навикнува со болката, меѓутоа ете, колку ти недостасува, колку ти се случува во текот на денот да сакаш да и се јавиш, колку тоа те промени тебе, дали може би те направи посилна? Да, тоа се моменти што не прават посилни. Навистина, на почетокот прво сите не погоди бидејќи беше ненадено, Тоа не беше сакам да те нешто прашам, болна, па така? на пример да очекувавме. Беше ненадено и беше релативно млада, на 62 години. И заради тоа некако сите не фати неподготвени. Мислам не дека некој е подготвен или за таква ситуација, меѓутоа ме разбираш.
Најмногу ми недостасуваше тоа што бевме стварно многу поврзани за совет некој да ми даде. Беше, како да кажам, храбра многу а јас многу се колебам, например, таков тип сум и сама се предомислувам нешто, не вака, не онака, нели? За некои најбанални работи. Так. Например, ако ми речеше, ќе ја прашам што мислиш, така и готово, не се мислам. Значи ми даваше, како да кажам, како ветар во грб. И едноставно имав доверба, нели? Ете тоа сега го немаме. Беше, да кажам, на некој начин и столб на фамилијата. Таква жена беше, едноставно со таков карактер, меѓутоа тоа е што е сега, значи нема некои опции. Кога ќе загубите драг човек, мора да се помирите со едноставно животот и тоа што следува понатаму и како да живеете со убавите спомени кои што ви преостанале. Добро, колку тоа од една страна затоа што си мајка на два сина, па те тераше да не им покажеш на нив дека навистина ти е. Па добро, покажувам, не дека не е, значи да бидам реална, не знам, не сум од тие родители нешто што се кријат или така, кога и мене ми е тешко некогаш и на децата им кажувам и споделувам и со нив. И тие ме тешат душички, значи добро и на нив нормално им недостасува баба. Меѓутоа, како што кажав, тоа е колку што можам, еве, се трудам да кажем и на децата да им покажам колку е важна стварно мајката како фигура, да речеме, во еден дом. Па добро, кога ги спомнавме родителите, ајде ќе те навратам тука на детството. Во која наслоба порасна, по што ги памтиш тие? Да, леле, многу убаво детство имав, порасна во Радишани и имавме многу деца имаше, значи. И одевме пешки на школа, например, немаше како денес еве вакви да се носи детето со кола и така натаму, не беше нешто многу блиско, километар и пол можда. Беше далеко, ама не беше проблем, не знам. И тогаш едноставно поинаку се живееше. Баш вчера овој муабет го правев со моите ученици маливе. И баш се жалеа дека немаат време да се видат со родителите, си кажуваат секогаш кога имаат некоја мака, затоа што денес родителиве работат од 10 до 6 например, па додека дојдат дома и така, тоа им фали на децата, еве тоа го забележувам вака. Го имавте вие дома тоа? А тоа го имавме сите во тоа време кога живеевме, се знаеше до 3, 2 некои работеа од 6 до 2, нели? И после тоа си слободен. Викенди обавезно одевме со татко ми на матка, на водно, во чаршија, смешителен нон-стоп, например. По музеите нон-стоп, во музеј нема кај не сум била, значи во сите. Например, ете такво не беше детството, си игравме зимно време кога ќе паднеше снег, се санкавме. Сега па ни снег нема, што е доволно снег нема, па камо ли за... И сега еве одиме со децава, често кај брат ми таму живее, со татко ми, така да одиме, си се дружиме еднаш неделно задолжително. И така. Добро ги спомна, колку ти се најмалите ученици на кои што им предаваш? Најмало имам од 5 години. Сега на тоа 5 годишно дете или тие малку поголемите кои им кажаш, ама јас на времето бев поп-пеачка која што пееше хитови, на кој начин те гледаат или веќе знаат? Не, воопшто не сум им кажала нешто тако. Не. Има некој... Може изгуглале, па сега лесно да, изгуглале, има некој, те видов, немек на интернет. Професорке, па вие сте пееле. Да. Не ни зборам за тоа, не ми е битно, искрено. Мислам, што е важно? Не сакам да го наметнам прашањето за да те навратам на почетоците кога се појави на музичката сцена. Со која песна првпат се појави на музичката сцена и колку сметаш дека твоето писмо Моја Библија ти одбележа всушност музичката кариера, дека тогаш се тргна ствари на... Да, тоа е дефинитивно факт е тоа. Инаку почнав 98 година на Скопје фест со Пеце Огненов во дует. И ова твоето писмо Моја Библија беше 2000-та година кога победи XXL, таа година беше. Да. И практично таа песна, да кажеме, на некој начин ја обележа мојата кариера. После имаше и други нели хитови од Копров. Меѓутоа така од прилика почна. Тие 2 години сега од 98 до 2000-та уште се пронаоѓав, нели компонирав и така натаму и се уште нели го правам тоа, меѓутоа тие песни го ја обележа кариера. Добро, кога почнуваше тогаш да пееш, зборуваме за едно сега сосема поинакво време од ова денес, очекуваше ли дека навистина ќе станеш популарна и ќе се наметнеш на музичката сцена? И еве 100 години. И покрај тоа што сега веќе не
ги пееш песните Да. кои што ги пееше, тогаш се уште си Воопшто не очекував, затоа што воопшто немав ни таква идеја. так. Значи, друго е вие ако амбициозно кога ќе тргнете, сакам се светска звезда да станам, а друго е нема врска, јас прва не ни сакав пејачка да бидам. Значи сакав да си компонирам и да речеме така спонтано некако почна. Му ја понудив песата на Пеце и он вика зошто да не ја пееме заедно Да, и со Пеце така пеете, практично почнав. Да. И добро, како беше да се биде популарен во тие времиња, кога немаше социјални мрежи, кога све беше на телевизија, мораше на телевизија се промовираат песните, промоциите беа во кафулиња, во сосема е поинаку. Не знам што да кажам, денешно во време од една страна е подобро за некои работи, пошто имате социјални мрежи, платформи, ама од друга страна е полошо зашто кај да отвориш има некој што бесот си го истура што не треба, читаме многу погрдни коментари. Значи тоа е срамота стварно и секој мислам од бетон да си ќе те погоди тоа, нели? Не е убаво никој да чита за себе погрдни коментари. Така што од таа страна бевме позаштитени, да кажам, немаше како да знаеш дали им се свиѓаш на луѓето или не. Меѓутоа ете така на улица ако те сретне некој така натаму. Добро, колку тебе те погодувале погрдните коментари, особено во периодот кога пееше за политичките Па искрено партии, да кажам, вака што те поврзуваа нели со претходната влада. Да, значи прво да кажам дека не сум член на ниедна политичка партија, ниту некогаш ќе бидам. Значи во животот она што го имам постигнато е затоа што сум полагала аудиција во Македонска опера и балет, значи ја не разбирам и не треба така да се гледаат работите, дека мора да си се од некоја партија за нешто да направи. Не мора. Значи, кога ќе се смени малку свеста на луѓето, мислам тогаш и општеството ќе биде поздраво за сите. Пееше песни на англиски, компонираш песни за млади за млади пејачи и имавме една најава дека Андријана Јаневска ќе пее за Гинис. Пееше ли за Гинис? Пееше така? Тоа се оствари точно. Тоа беше преклани, ми се чини Лилани, така. Тоа беше, значи... Тоа беше некој што каже, ќе настапам под единствен услов ако ме представите под името Македонија. Да, они усвари ми пишаа мејл и мислам, така, тогаш беше, нели, тој период. Си викам, зошто сега? Значи, ако пишува Македонија, сакам да настапам и ми е мерак. Значи, едно е да ти е мерак да пееш, друго е, сега немаше никаков хонорар надокнада и така натаму, сето тоа го правев од, да кажеме, сите ние волонтиравме. Кои што учествувавме, меѓутоа, мислам, никаков проблем не имаше, ниеден збор не кажа човекот. Рече дека нема проблем и тоа се случи, подпишавме договор и отпеав кај мене во студио, пошто исто тоа беше онлайн. Се направи после како микс еден спот, па снимавме дури интервју за BBC. Значи, навистина, ќе биде како еден документарец практично и како се снимало сето тоа и така натаму. Како дали тој документарец каде што си единствен представник од Македонија кој што настапува за секоја земја, така, ти си единствениот представник кој што настапува од Македонија со виолина. Па и уште малку околу музиката, компонираш, пишуваш за млади? Компонирам, да, тоа е, пак ќе кажам, значи во моментот, нели, ако ти дојде некоја инспирација, не дека нешто сега со сила седнувам па да компонирам. Гледаш ли во некој од нив? Гледам, како не гледам и затоа ми е криво што гледам дека многу кај нас се мора нешто со врски да биде и така натаму. Зашто едноставно не остават, да речеме, некој што е најдобар, некој дете, нели да не представува во странство, на фестивали, на детска Евровизија и така натаму. Мислам, така треба да функционира. Андријана, да те прашам, дали наскоро има некој проект, некоја песна, да речеме, со која што ќе се појавиш и ќе се вратиш на музичката сцена, затоа што одамна не си немало тебе. Да, последен пат, нели, пред 2 години. Пред 2 години, така. Меѓутоа, имам доста песни, ама се нешто си викам, ајде сега, денес, утре, некако не сум задоволна. Не, снимени ми се веќе. Па пушти ги, ајде. Снимени ми се, ама не знам, си викам да направам некој план, дали да биде како албум. Инаку имам, сигурно може би 10 песни готови. И па може и веќе ме те испровоцирав сосема за крај. Сестра ти е во Италија. Правеше свадба покрај езерото Комо. Се претпоставувам дека се слушате, меѓутоа колку често се гледате, колку ти недостасува од една страна. Па сега беше тука пред еден месец, пееше на отварањето на Мајските оперски вечери. Ај таа е музичар, така? Да, таа е оперска пејачка и нон-стоп настапува. Навистина многу се гордеам со неа бидејќи многу напредна како пејач. И се посвети едноставно, одеше и кај многу добри професори во Италија, се вежбаше и мислам заслужи. Значи нон-стоп настапува по сите светски сцени, само што за жал кај нас тоа никој не го
кажува и објавува, меѓутоа не е важно. Еве затоа кажи си сега ти. Да, да. Заедно бевте во Америка, мислам дека имаше некој па настапи, тогаш, сега се кога бев сеќавам предходниот пат пред 5 години, нели, Так. при тебе во емисија, само што Само се се вратив врати од од Америка, точно така. Беше, така. да, со еден мој проект. И така, меѓутоа, нели, растеме, созреваме. Ти посакувам убав одмор и ти посакувам побрзо да извадиш некоја нова песна Фала многу, Сандра. на музичкиот пазар. Ти Поздрав благодарам. многу до тебе и до сите гледачи. Ти благодарам уште еднаш што дојде во студиото на Репортер.